Во Прилеп се конституираше локалното собрание на млади со кое што виднина ќе председава Дино Релушковски. Собранието е составено од млади кои што се дел од граѓанскиот сектор, представници на средните училишта и подмладоци на 3 политички партии. Собранието го распише јавниот повик на кој што до 25 овој месец ќе може да се пријавуваат членови за Советот на млади, кој ќе брои 9 мина, кој совет потоа треба да добие верифициран мандат од Советот на општина Прилеп и таму да ги брани ставовите на младите и нивната вклученост во креирањето на локалните политики. Младите велат дека на Прилеп му недостасуваат многу работи. Првенствено треба да имаме подобар пристап до високо образование. Имаме само еден факултет во Прилеп. Главната причина за минување или образование или финансии. Така да секундарно иде здружувањето, да има младите можности да се забавуваат, да има квалитетен живот во спортски поглед, во едукативен, во меки вештини, во животни вештини. Младите бараат тоа тело да функционира реално, а не само на хартија. Да не биде само теоретски едно имагинарно тело кое што го има на хартија и кое што ги исполнува законските норми и принципи. Се надевам дека тоа тело навистина ќе функционира, младите ќе можат да бидат вклучени повеќе во донесувањето на политиките и одлуките на општината. Да ги поттикнеме младите да учествуваат во социјалниот живот на општината, како на општината, така и на заедницата каде што се наоѓаат. Ние очекуваме што повеќе млади да се вклучуваат во овие процеси и да бидат глас на општината. Советот на млади е советодавно тело на Советот на општината и неговото постоење е предвидено со измените на Законот за млади од 2020 година. И ова е процесот кој што ги вклучуваме директно младите во донесувањето на одлуките и политиките кои што ги креираме на ниво на општина, а исто така со тоа и на ниво на држава. Че ова е директно вклучување на младите во донесување на одлуките кои што ги носат избраниците од народот. Овие млади луѓе дека треба сериозно да се зафатат со работа и да ги креираат политиките за млади во општина Прилеп. Очекувам да си направат најдобар избор, има представници онака како што е по закон поканети од сите, тие се вклучени во собранието. Советот на млади може да предлага точки и предлози до Советот на општината, да учествува во седниците и расправите, но нема право на глас. За Сител Дарко Штарговски.